Што да ви кажам, појке, имуни станавме веќе со земјотресиве. Ич да не мислите. Преку 20 земјотреси дневно, топ сме веќе. Се исчеличивме и ние. Новороденчињава почнаја Рихтер и магнитуда да ги крштават. Така символично, знаеш, да се одбележи, да не се заборави. Колку се роди вашето? Рихтер 5,1, магнитуда 4. Убај машала. Еве како беа презентирани земјотресите во медиумите. Тоа е дека Охрид, знаеш, провинција. Ако беше Скопје и ова ќе беше доволно потресно и доволно за топ тема. Еве како граѓаните ги доживеаја. Граѓаните на кои скоро никој не им обрна внимание, барем да ги успокои, да им речи не се секирајте. Никој не ги праша дали се испотресовте. Да, вчера седевне во двор со комшите и оде Дашко здрна и рипнавне, избегавне. А исто и најческа, точно го сумив во 3:54 минути беше, али краток. И вчера беше краток. Тоа е таја охридска прецизност. Така, во 3:54 комавна, краток и јасен. И таков нека останите. Кажете ни, дали се исплашивте во 3:54? Плашење и тоа и назад, сега чуда да видам во станот нешто да нема зашто слуша вчера. Кажме од комшите дека кај историски архив негде имало зидо испукани. Стари се дзидојте кај историски архив, затоа е то така. Охрид веќе кревет без пари даваме. Ак не ти е страв да влезиш внатре, да преспијаш. Ама зато шатор, ела најди. Сите колективно сме зближени. Секоја вечер пред логорски оган. По плаживе жива душа немат. Само лежалки. Само јапонци низ градов се шетет. Тоа е, после 800 земјотреси, шо сакаш? Ако се точно 800, пошто се многу, не може едни човек да ги изброи. 20 до 30, да кажем, земјотреси се со некоја повисока магнитуда, од кој што може би 4 до 5 може да се почувствуваат, бидејќи се магнитуди над 3. Да, од 800 земјотреси, 20 до 30 се потака, од кои што 4 или 5. Не, 2, 3, 4, одвај 1. Дали беше или не беше. Уствари, почитувани граѓани на Охрид, во Охрид немаше земјотрес и никогаш немало. Минатата година имаше, предминатата година, во истиот тој регион, околу Косел, тоа е Охридско епицентрално подречје, имаше дури и посилен земјотрес, негде 4,2, посилен од овој, но тогаш исто така имаше, тогаш беше јасно, тогаш тој беше автершок, тој беше главен удар. Тој беше автершок на форплей, предигра со главни удари. Ве сваќам. Сите сме испотресени. Еве воениот камп во Свети Наум е отворен за тие кои се плашат од земјотресот и сакаат да се засолнат, ама сега, кој ќе се тегнит сега до Свети Наум да шо? Не може шатори ветро поблизу да ги обтегнат? Охрид, ако продолжи двака тресење, во изгледа ќе е познат по вулкански туризам. Ама како со плажите, така и со вулканот, и тој не е атрактивен како, например, светски познативе вулкани, Дупче едно и Чадело. Во сезона за ајвари, шо ќе дојд за 2 месеци, во секоја мала чадит, и то појке, и туристи не се испотресват да дојдат да видат. А ке за така, струга појак туризам од нас ки имат, пошто повторно се запали депонијата. И не да чадит, смрдит, корнит. Охо, шо е туристи таму вриет, да бучит. Стружани во знак на протест почнаја ѓубрето пред општина да го фрлет. Респект, стружани, пошто како шо пара на пара се лепит,
така и ѓубре на ѓубриња се лепи. Струга депонија, Охрид, земјотреси, ако дојд некој турист годинава, значи стварно го сакат регионот. Ова недела во јавноста доста присутно е прашањето кој е наследник на имотот на една од најбогатите политички партии во Европа. Сакате да играме квиз? Ај, под А, лидерот на партијата, под Б, раководството и членовите на партијата, под В, МПЦ. Точен одговор! Во статусот е на Фейсбук, дека... Боже, се превозбуди. Во статутот на партијата е наведено партијата престанува со работа не 24/7, туку воопшто, доколку се намали бројот на членството под определениот минимум, кога Уставниот суд ќе донесе таква законска одлука или кога Конгресот на партијата ќе донесе таква одлука, тогаш според статутот на партијата, во случај на престанок на работа на партијата, нејзиниот имот преминува во собственост на Македонската православна црква. И тогаш Ватикан на колена, бабе. Тогаш поп во Мерцедес ќе е мал збор. Тогаш Александар на плоштад место меч во раката ќе држи босилек и ќе ги прска долу луѓено за многу години. Ајде, берите, кажете ги имињата. Може така е најдобро. Сите политички партии да го препишат имотот на МПЦ, ИВЗ и поглаварите како достојни представници на хуманото и духовното, да го раздадат имотот на народот, од кај што фактички дошол. И тогаш синџирот на исхрана е хоп, затворен, сите среќни и весели, ке си подариме јајце и баклава и ке уклучиме опција соживот на 6. Но. Многу добро знаеме дека тоа нема никогаш да се случи, заш кој седнал на столче барокно, не му се станви. Зато треба столче да си одбериш, што нема да ти е до вкрај удобно, не треба да ти е на работа поуба од дома. Треба едва и да чекаш петок да дојд да си речиш сега. Кога се преслечам, кога ќе му излеза, морам да одморам малце, жими крсти кандило. Кривичниот суд ги одби барањата на СЈО за притвор на осомничените функционери од претходната влада, но издаде наредба за одземање на пасошите. Ќе нема гужва на Халкидики ова година. На летовање само кај што пуштат со лична карта. Абе, дојдете си во Охрид, море, дојдете си, ќе седиме, ќе си се тресиме заедно. Инаку, деновиве, ВМРО бара предлог за јавен обвинител да биде поднесен од опозицијата, исто така да се укине радиодифузната такса, како и да се покачат платите на докторите, затоа што ова навистина значи вака, повеќе не може. Абе, 5 недели не се поминати, откако слегоја од тронот на ова библиска земја и сега се против работите што само пред fucking недели ги бранеа. Собраникот на Македонија. Ова што ви говори вам, почитувани гледачи? Ова говори дека човек размислува различно во зависност од тоа дали е возач или совозач. Разлики и сличности помеѓу возач и сувозач на возилово наречено држава. Под 1. Совозач, колку и да мрчит, е секогаш тој што оид по цигари за возачот. Ај, скокни до трафика, жити се, лошо сум паркиран, цајкам дан дојд да ја преместам колава. Под 2. Возачот и да направи грешка при возењето на државата, другите не смеат да мрчат, ќе мрчиш, ти кој ќе положиш и кој ќе возиш стока. Под 3. Со возачот мора цело време да дардори, без разлика дали имат логика муабетот или не, за возачот да не заспиет и цела држава в провалија да замини. Возачот решава кога е време за пауза, сувозачот е должен да го земе воланот в раце по мирен и демократски пат за доброто на децата, кога возачот е пијан, стап направен и не знае кај терат со државава. Со возачот ја бира секогаш музиката, возачот определува колку ќе е гласна во зависност од тоа колку го бенди свит песната.
Во возилово, наречено држава, нема разлика помеѓу левица и десница, пошто управуваш од лева страна, ама се дижиш по десна лента, така. Не давај му волан на дете, кое не е полнолетно и немат искуство, рано му е за министер, зашто ја лупнит негде државава. 9. Возачот секогаш се грижит во возилово во државава да имат нафта, возачот секогаш се грижи да имат храна. 10. Возачот секогаш е одговорен дали е средено возилово наречено држава, возачот никогаш не чисти, а секогаш мрчи ако не е средено. Ето то се некои мали разлики, сличности помеѓу возачите и совозачите во возилово наречено држава. Договорот со Бугарија, главна мистерија деновиве. Премиерот Заев вели дека договорот ќе биде објавен пред да биде подпишан, значи како и секој договор што го подпишиме, ќе ти дај да го дзирниш пред да го подпишиш и готово. Така, доверба ако немаме, па полбо ич да не подпишуваме договор. Заед вели, следи средба на министрите и нивните кабинети на Македонија и Бугарија и тие треба да најдат решение за едно мало техничко прашање. Значи, до толку е мало ова прашањево и до толку е техничко, што не вреди воопшто да правиме муабет за него. Министерството за комедија дознава од сигурни извори Охридска чашитлама, нема друго посигурно, дека техничкото и мало прашање кое се однесува на договорот помеѓу Македонија и Бугарија е што не можат да се договорат кој фонд да се користи во договорот. Пробајте со Comic Sans и така смешно е зашто се дебатират години уназад. Исто така технички проблем е и двојното значење на поедини зборови кои на македонски и бугарски значат сосема различно нешто. Например, она што е музика на живо, на български, на македонски е жива свирка. Она што е свирка на македонски, на бугарски е кефој. Но посакуваме успех со реформите, а реформите дека се случуваат, говори и фактот дека, спремни, Шуто Оризари ќе добие гинеколог. По 10 години во Шуто Оризари ќе почне да работи гинеколог, со што завршува долгогодишниот проблем и се обезбедува здравствена заштита за жените од оваа општина. Халелуја! Шуто Оризари, добре дојде во 19 век. Ајде, и за очно, и за оториноларинголог да идеме. За гинеколог добиле, бе. Гинеколог, ало, 21 век ве поздрави. Зашто сега тој дел за здравствената заштита беше оставен на спонтаноста и се третираше како една од мистериите на животот. Сега подруго е, со гинеколог ќе може да се навлезе во суштината на проблемот. Ајде, полека, растеме и се развиваме. Ич не стресете.